Добра вечер. Дневник на КТВ, 8 април 2026 година. Светата православна црква се наоѓа во страдалната недела пред Воскресението Христово. Во недела се слави големиот празник Великден, кога сите ќе се поздравиме со христијанскиот поздрав Христос воскресе, навистина воскресе. Почитувани верници, Светата православна црква се наоѓа во страдалната недела пред Воскресението Христово, во која се служат служби кои ги отсликуваат сите настани од предавството, страдањата, погребението Христово, се до неговото воскресение, односно победата на смртта и соединувањето на човекот со Бога. Така на 9 април, велики четврток утрото, со почеток во 7 часот и 30 минути, ќе се отслужи света Василиева литургија со општ маслосвет, на кој ги повикуваме сите верници да дојдат во храмовите, да донесат масло и заеднички се помолиме за зачувување на телесното и духовното здравје во знак на покајанието. Тој ден нашите домакинки пред изгреј сонцето ги вапцуваат великденските јајца, наговестувајќи го Воскресението Христово. Истиот ден вечерта, со почеток во 18 часот, ќе се отслужи утрена богослужба со читање на 12 страдални евангелија, во кои се отсликуваат предавството, страдањето и распнувањето на нашиот Господ Исус Христос. На 10 април, велики петок, најтажниот ден во годината, утрото со почеток во 7 часот, ќе се отслужат царски часови со вечерна богослужба и изнесување на плаштаницата, која ќе биде поставена на средината на храмот, пред која сите верници ќе можат да се поклонат и покажеме дека сме спремни да учествуваме во неговата смрт и неговото воскресение. Истиот ден вечерта, со почеток во 19 часот, ќе се отслужи утрена богослужба со отпевање на статиите на погребението Христово, односно оплакувањето Христово. На 11 април, велика сабота, утрото, со почеток во 8 часот, ќе се отслужи света Василиева литургија, на која ги повикуваме сите дечиња и повозрастни верници кои не можат да присуствуваат на ноќната воскресенска литургија, да дојдат да се причестат и соединат со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. Истиот ден, велика сабота, Великден, вечерта, со почеток во 23 часот и 30 минути, ќе се отслужи полунокница и опкот околу храмот, пошто почнувајќи од полнок ќе се отслужи воскресенска утрена богослужба со света воскресенска златоустова литургија, на која сите верници ќе можат да се соединат со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. Сакаме да напоменеме дека света причест ќе има во храмот посвета на светиот великомаченик Димитрий до недела 12 април до 10 часот наутро. На 13 април, светот полденелник, втор ден Великден, на наша голема духовна радост, во храмот посвета на светиот великомаченик Димитрий во Кавадарци, нашиот духовен татко, митрополитот Повардарски господин Агатангел, ќе отслужи света воскресенска архиерејска литургија, на која ќе ни ја принесе се радосната радост, која трае вечно и заеднички ќе запееме Христос воскресна од мртвите, со смртта ја победи и на оние во гробовите живот им подари. Амин. Општината продолжува со подобрување на локалната инфраструктура. Во тек е поплочување на пристапен пат во населба Брушани на површина од 600 метри квадратни. Ова активност се реализира како дел од програмата за комунална изградба за 2025 година. Со овој зафат се овозможува побезбеден и полесен пристап за жителите, како и подобрување на условите за живот во населбата, велат од локалната самоуправа и додаваат: продолжуваме посветено да инвестираме во развојот на нашата општина. Одбележан 63-тиот роден ден на детската градинка Рада Поцева Кавадарци. На роденденската прослава беше промовиран и детскиот прирачник за здрава храна. Za tebe drugače boje, one ja najviše
Денес го одбележуваме нашиот патрон празник, ден што не подсетува на вредностите кои ги негуваме секој ден. Љубовта, грижата, почитта и другарството. Нашата градинка не е само место каде што децата учат нови работи. Таа е втор дом, место каде што се создаваат првите пријателства, се откриваат таленти и се градат темелите на иднината. Секоја детска насмевка е наш најголем успех, а секој чекор напред наша најголема награда. Можноста да бидам дел од ова предучилишна установа ме представува огромна чест и задоволство, но сепак да не заборавиме дека воедно и е голема одговорност. Предучилишното воспитание и образование е составен дел на подсистемот во рамките на глобалниот воспитно-образовен систем на нашата држава. Првата предучилишна установа во нашиот град е формирана 1963 година и од првиот ден на своето постоење има значајно место во развојот на културата, просветата, воспитанието на децата од најрана предучилишна возраст. Воспитно-образовната дејност во раното детство игра клучна улога во развојот на децата и има значајни социоекономски ефекти врз целото општество. Развојот на интелектуалната љубопитност, истрајност, социјални вештини и емотивната стабилност се многу важни за успехот на децата во понатамошниот живот. По природа, нашата установа е установа која тежи кон прогресивните промени, место каде децата се дружат и учат во склад со времето во кое живеат. Градинката Рада Поцева се залага секое дете да има пристап до квалитетно предучилишно образование. Наш приоритет е обезбедување на стимулативна средина за учење согласно потребите на децата. Зголемувањето на опфатот на сите деца во предучилишното воспитание е мост кон подигање на квалитетот на воспитно-образовниот систем. За да процесот на воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст има непречен тек и да даде очекувани резултати, треба максимално да се искористат сите расположили ресурси со кои располага установата, а кои се на квалитетно добро ниво и континуирано се надополнуваат со дидактички материјал во центрите за игровни активности, предучилишна стручна литература, справи, играчки и реквизити. Сите објекти се градени по нормативи предвидени за градба на предучилишни објекти и внатрешното уредување одговара на педагошките барања. Како еден основен приоритет би го спомнала и усовршувањето на правилна нега, превентивна здравствена заштита и воспитно-образовната работа со деца, а тоа се постигнува со континуираното следење на правилниот раст и развој на децата, квалитативна соработка со родителите, стручното усовршување на вработените и подобрувањето на меѓучовечките односи во колективот преку тимската и колективна работа. Со особена чест и гордост сакам да истакнам дека нашата градинка постојано расте и се развива. Заедно со локалната самоуправа и сите надлежни институции вложуваме во проширување на капацитетите и создавање подобри услови за секое дете. Во тој дух, со голема радост ги одбележуваме отварањата на нови објекти, а најновиот е во село Сопот, простор создаден со љубов, грижа и визија за иднината. Овој објект представува уште еден чекор кон нашата цел да обезбедиме квалитетна грижа и воспитание на што поголем број на деца. Виножито во село Сопот со вкупна површина од 170 метри квадратни и дворна површина од 170 метри квадратни и капацитет од 20 деца на возраст од 2 до 6 години. Почитувани присутни, денес на овој ден, кога го одбележуваме нашиот патрон, имаме честит да истакнеме една убава иницијатива што произлезе од нашата градинка и истата ја реализираме. Тоа е издавање на прирачникот за здрава храна и незината важност со која сакаме да поттикнеме правилни навики уште најрана возраст за нивниот развој. Голема благодарност до координаторот на проектот Билјана Ѓоргиева и сите соработници. Ние и понатаму ќе продолжиме посветено да инвестираме во нашите најмили и најмали, затоа што токму тие се нашата иднина. Нека ни е честит патрониот празник на нашата градинка. Да го прославиме патрониот празник на нашата градинка. Нашата градинка Рада Поцева се вика и го слави својот 63-ти роден ден. Нашата
градинка е нашиот втор дом, место мало, во неа секое дете е весело и здраво. Со игра и песна и многу смеа, секој ден ни е радоснова. Тука учиме да бидеме добри, да сме другари, искрени и скромни. Детките наши не чуваат и со љубов не гледаат милно. Секој ден ќе програмуваме силно. Со другарчињата играме сите, со радост и песна ни минуваат дните. Растеме, учиме ден по ден. 1, 2, 3, 4, 5. Нашата градинка е најлюба свет. Среќен патронат, градинке мила. Те сакаме од срце, ти ни дава сила. Браво. Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци по повод празникот Великден организираше квиз и спортски игри. Со великденски реквизити учениците ја продолжија традицијата на ова училиште. Денес со голема радост во нашето училиште го одбележуваме празникот Великден со великденски игри. Во нив учествуваат ученици од 4-то и 5-то одделение, кои преку држење и надпревар ја негуваат традицијата и тимскиот дух. Организиран е квиз на знаење за учениците од 5-то до 9-то одделение, збогатен со музички точки, што придонесува за убава и свечена атмосфера. Овие настани имаат за цел да потикнат заедништво, почит и радост кај учениците. Ви посакуваме среќни великденски празници. Одбележан 8 април Светскиот ден на ромите, Сдруженијето Институт за истражување, развој и инклузија додели признанија на ученици од основните и средни училишта. По повод Светскиот ден на ромите, новоформираното Сдружение и Институт за истражување, развој и инклузија во соработка и со поддршка од општина Кавадарци организираше настан на кој беа доделени признанија за покажан труд и напредок во образованието на ученици од основните и средните училишта од Кавадарци. Признанијата беа доделени како потврда за нивниот успех во наставните активности, редовноста и посветеноста во учењето во текот на учебната 2025-2026 година. На настанот своје обраќање има и градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, како и советничката Емилија Василева Ивановска, која ја истакна важноста на образованието и поддршката за младите. Во рамките на одбележувањето беше организиран и фудбалски турнир за учениците од Основното училиште Димката Ангел Габерот од Ваташа, при што на најдобрите екипи им беа доделени пехари и признанија во духот на спортот и мотивација за понатамошни успеси. Во Неготино се спроведе акцијата за позелено и поубаво Неготино. Општина Неготино и Унијата на жени на ВМРО ДПМН садеа дрвца на локацијата кај Саат Кула. Во рамките на акцијата за позелено и поубаво Неготино, вчера во паркот кај Саат Кулата, во Неготино се реализираше уште една успешна активност во организација на Општина Неготино и Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Во паркот беа засадени дрвца од сортите каталпа и чемпрес, со што се продолжува раззеленувањето и уредувањето на јавните површини во општината. Во акцијата свој значаен придонес дадоа Green Garden Неготино и Јела Неготино, покажувајќи општествена одговорност и грижа за животната средина. Општина Неготино ги охрабрува сите организации, компании и граѓани да се приклучат со своји идеи и иницијативи, бидејќи заедно можат да создадат поубаво и позелено Неготино. Во куќата на мирис и вкус беше отворена изложбата Црквите и манастирите во Гевгелиско. На овој настан беше промовиран и каталогот 5 години архив на етнолошки предмети од Гевгелискиот дом на култура.
Чест и задоволство ми е да ве поздравам и да ја презентирам денешната изложба, која е во соработка со Дом на култура Гевгелија и господин магистер етнокоролог Силвестер Проле, автор на оваа изложба. Со оваа изложба се представува 5-годишната работа на архивот на етнолошки предмети на Дом на култура Гевгелија, како и промоција на фотографии од манастирите и црквите во Гевгелиско. Оваа изложба представува резултат на посветена работа, истражување, зачувување и љубов кон традицијата. Етнолошката збирка на Дом на култура Гевгелија е богата со покуќински предмети, ткаеници, рачно изработени плетива, везови, декоративни елементи и традиционални носи од повеќе предели на Македонија. Гевгелискиот регион се одликува со големо духовно и религиско наследство, кое се отсликува преку манастирите и црквите во Гевгелиско. Тие се вројуваат меѓу најпосетените објекти од страна на странските истражувачи. Авторот на оваа изложба не само што ни ги представува црквите и манастирите како сакрални објекти, представен е и народот облечен во свечени носи. И денес овие свети места остануваат важни духовни обележја и живи сведоци на историјата, традицијата и верата. Тие представуваат мост помеѓу минатото и сегашноста, зачувувајќи ја колективната меморија и културниот идентитет на Гевгелискиот регион. Оваа изложба е представена преку 17 паноа, кои што може да ги погледнете, како и кратко видео на кое преку визуелен и интересен приказ се прикажува етнолошката збирка на Дом на култура Гевгелија. Мислам дека таа кажа се што сакав јас да ви кажам околу изложбата и околу проектите. Значи овде сме заедно со директорката на Домот на култура Миријана Крстева Масети, која што ми даде слобода на изразување и ми даде голема поддршка и веруваше во мене во тоа што ќе го сработам. Овде сме дојдени со 2 проекти како што најави колешката Ангела, значи изложбата на фотографии на цркви и манастири, односно дел од црквите и манастирите. Зошто дел? Значи во фокус се повеќе традиционалните носии кои што се дел од архивот на Домот на култура. Зошто се прикажани нели како преден план на традиционалните носии, а не толку црквите и манастирите? Тоа е поради самата заинтригираност на посетителите кои што би биле и некаков магнет за туристите да дојдат и да ги погледнат овие прекрасни соборни храмови кои што порано и tekako биле место за социјално дружење на луѓето, како за празниците, така и за секојдневните денови, а знаеме дека во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век се уште луѓето оделе во тие традиционални носии, односно традиционалната носија била секојдневие кај луѓето. Вториот проект, каталогот на предмети, на етнолошки предмети, кои што се дел од збирката и архивот на домот, се вметнати во едно мало џебно издание на каталог кој што секој може да го види и со какви предмети поседува домот, а сето тоа е плод на истражување во последните 5 години. Се надевам дека ова џебно издание ќе го издадеме и на следниот јубилеј, односно 10 години, 15 и така натаму, и мислам дека овој каталог ќе биде се поголем и поголем. За мене денеска огромна чест најпрво да бидеме дел од атмосферата на вашиот музеј. Би сакала да се заблагодарам најпрво на музеј Галерија Кавадарци за можноста да исподелиме нашите моменти со вашите моменти како дел од традицијата и како сонувачи или почитувачи на традицијата и на моментите од минатото. Сме тука да ви покажеме само еден мал дел од тоа што ние го поседуваме како идеја, како материјално или нематеријално, нели, културно благо во Домот на култура Македонија, Гевгелија. На овие проекти со огромен ентузијазам и многу трудолюбиво сработеше магистар
Силвестар Проле, фотографија работеше Иван Калачев, кому сакам исто така многу да му се заблагодарам. И искрено се надевам дека во иднина ќе можеме повторно да покажеме дел од Македонија, дел од тоа што сме ние, дел од македонскиот бит и во други културни средини, затоа што мислам дека Македонија поседува многу уметност, многу традиција и многу убавено. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство, се надевам дека во иднина ќе не бидете вие гости. Го гледате Дневникот. Продолжуваме со останатите содржини. Пратеникот и председател на СДСМ Венко Филипче на денешната собраниска седница за прашање од опозицијата упати прашање до премиерот Мицкоски во однос на менаџирањето на кризата, заштитата на стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите. Филипче посочи дека се случило тоа на што предупредуваа од СДСМ изминатиот период, а владата не презела навремени мерки за да ги заштити граѓаните од ценовните шокови. Именно кризата со војната во Иран започна во последните денови на февруари. Се случуваат работи кои што беа очекувани и на кои што предупредуваа експерти, аналитичари и така натаму, односно тоа е дека растот на цената на нафтата ќе влие на раст на сите други продукти, цени кои што се во директна или индиректна корелација. Апелиравме да владата преземе навремено мерки за да не се случи тоа да започне спиралата на зголемување на цените на останатите продукти. За жал тогаш во првите денови на кризата владата не реагираше никако. Предупредувавме дека ќе пораснат цените на храната, на транспортот, останатите услуги и токму тоа сега се случува. Именно поскапена е храната, основните прехранбени продукти за 5 до 10%, лебот, маслото, шекерот, солта, основните месни, млечни производи за над 200 до 300% се поскапени овошето и зеленчукот. Во еден претходен период, во текот на јануари и февруари, го одбивте предлог законот да порасне минималната плата на 600 евра, што беше барање на работниците, на синдикатите. Именно и тогаш граѓаните, работниците се соочуваа практично со екзистенцијални проблеми, а не сега, кога цената на горивата се зголеми за близу 40%. Во време на менаџирањето на кризата во владите на СДСМ, за време на ковид кризата или после почетокот на војната во Украина, овие мерки кои што сега ги предложивме, владеачкото мнозинство не ги изгласа, за жал. Сега законите за дополнително намалување на ДДВ-то на горивата, преполовување на цените на патарините, мерки кои што навистина ќе придонесат да се намалат дел од трошоците на граѓаните, намалување дополнително на цените на акцизите, со што ќе се намалеа цените на горивата, а не како до сега, после секоја мерка која што ја имплементиравте, а тоа се само делумно мерките кои што ние ги предлагаме, во ниеден момент цената на горивата не се намали. Ке кажете, имаме најниски цени во регионот. Меѓутоа, една Хрватска и Словенија имаат слични цени на горивата како кај нас. За стандардот да не зборуваме. Таму минималната плата не е 400, таму 1000, односно 1500 евра. Така да кога кажуваме колкави се некои цени, мораме да водиме сметка какви се и платите и каков е и стандардот на граѓаните. Во време на менаџирањето на кризите, Украина, ковид кризата, имаше и дополнителни мерки кон одредени категории на граѓани. Имаше субвенција на плати, имаше субвенција за пензионери од 1500 до 3000 денари, имаше ваучери студентски од 1500 до 2000 денари, значи имаше поддршка на одредени категории на граѓани во смисла на социјална помош, загрозени со посебни потреби и така натаму. На луѓето им е потребна директна финансиска помош. Мерките кои што сега се предлагаат апсолутно немаат никаков ефект, односно граѓаните не ги чувствуваат. Зошто не ги прифаќате мерките кои што навистина ќе дадат ефект? Еве, сега имавме предлог на закони. Дали планирате сега, не после великденските празници, на луѓето сега им се потребни мерки? Кој знае како ќе биде после великденските
празници како ќе се одвива кризата. Мерки кои што ќе бидат за таргетирани групи на граѓани кои што ќе значат директна финансиска поддршка. Партнерите на ДАКА, СДС, Филипче и Заев молчат за подкупот вреден 4 милиони евра за ДУПот во Тетово, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Партнерите на ДАКА, СДС, Филипче и Заев молчат за подкупот вреден 4 милиони евра за ДУПот во Тетово. Нема одговори од СДС, Филипче и Заев за тоа каде завршиле 4 милиони евра, кои ДАКА, според аудио снимките од неговиот разговор со Кичеец, му ги дал на Заев за градење на 2000 стамбени единици во Тетово. Дополнително, се поставува прашањето дали Заев, освен овие 4 милиони евра, требал да добие и процент од продажбата на становите, чија вредност би достигнала во тоа време околу 200 милиони евра. Дали Заев бил спремен, заради собствени бизнис интереси, да му овозможи на прорускиот бизнисмен и човек на црната листа на САД ДАКА да гради во Тетово. Дали освен финансиските побуди на Заев, ја ширел и проруската политика, како што беше случајот со Онишченко и Марковски. Зошто СДС и Филипче молчеле и биле соучесници во процесот на ширење на проруска политика во Македонија? По се изгледа, единствениот одговор се парите. За пари во джеб, СДС, Заев и Филипче се спремни да шират антидржавна политика и да иштетат на Македонија во процесот на евроинтеграциите. СДС, Филипче и Заев, освен пари, ништо друго не ги интересира. Продолжуваме со спортот. Тиквеш во најслабиот надпревар сезонава загуби од Силекс со 0-3. Кавадарчани едноставно не можеа да се поврзат и заслужено беа поразени. Вчера во првата македонска фудбалска лига стартуваа средбите од вонредното 26-то коло. Тиквешо Кавадарци се сретна со екипата на Силекс од Кратово. Кавадарчани посакуваа реванш за поразот од 1 март од Силекс, исто така во Кавадарци. Меѓутоа, тоа не се случи. Тиквеш го одигра најслабиот надпревар во изминативе 25 кола. Домакинот делуваше немокно, анемично, бледо, неповрзано, очајно. Го немаше Кико Стојковски, кој заради повреда остана на клупата. Без него, средниот ред како да не постоеше, па немаше кој да им дели топки на напаѓачите. Затоа тие во ниту еден момент не представуваа ниту најмала закана по голот на кратовчани. А одбраната одигра под секое ниво, што секој кој го гледал над преварот би се запрашал играше ли некој одбрана на оваа средба. Силекс упати 5 удари кон голот на Тиквеш, од кои 3 завршија во мрежата. Овој пораз не е само пораз на играчите. Овој пораз е пред се пораз и на стручниот штаб. Лошата тактика и формацијска поставеност, како и претумбацијата на поедини фудбалери во голема мера му помогна на противникот. И на крај, Тиквеш Силекс конечни 0-3. Во вториот вчерашен надпревар Башкими и Брера одигра без голови 0-0. Денеска игра Работнички Шкендија и Пелистер Вардар, а утре своите надпревари ќе ги одиграат Шкупи Струга и Македонија Ѓорче Петров Арсими. Утре времето ќе биде променливо облачно и посвежо со сончеви периоди во текот на денот. Ќе дува умерен наместа долж по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец, температурата во интервал од 4 до 18 степени. Благодарам што бевте со нас, ви посакувам пријатна вечер.